Добар ден, почитувани ученици и добре дојдовте во нашата училница, каде продолжуваме со активностите со цел да ги усвоиме целите од наставната програма по математика за 7 оделение. Наставна содржина, одредување непознат агол во диаграми. Цели: ученикот треба да определува непознат агол, користејќи ги знаењата за збир на агли околу точка, збир на агли направа, збир на агли во триаголник, збир на агли во четириаголник. Исто така, ученикот треба да решава едноставни геометриски проблеми со користење на својствата на страните и аглите, за да идентификува еднакви должини, да пресмета непознати агли и го објасни размислувањето. Задача 1. Одреди ги непознатите агли на дадените цртежи. Најпрво, на цртежот под А, ги воочуваме дадените агли. Аголот со точка во средината ни означува агол од 90 степени. Аголот алфа, кој има 170 степени, и аголот X. Што забележуваме за аглите на цртежот? Имаат заедничко теме и формираат полн агол. Значи, заедно даваат збир од 360 степени. Да го запишеме тоа математички. Така, значи аголот од 90 степени плюс аголот од 170 степени плюс аголот X еднаков на 360 степени. Да видиме како може да се изрази X од ова равенство, како можеме да го пресметаме. Така, значи X го пресметуваме кога од вкупниот збир 360 ќе го одземиме збирот од познатите агли 90 и 170 степени. 360 минус 260, значи аголот X има 100 степени. Вториот цртеж, исто така, да ги погледниме кои агли се дадени. Аголот од 240, аголот X, аголот X и аголот X. Повторно имаме агли со заедничко теме, што даваат збир од 360 степени. Запишуваме математички со помош на алгебра. Така, значи аголот од 240 плюс аголот X плюс аголот X и плюс аголот X. Купно едно цело завртување или 360 степени. Да го упростиме изразот, што го запишавме. X плюс X плюс X ни дава 3X, а затоа запишуваме 240 плюс 3X. Треба да го пресметаме 3X колку е. Да пресметаме колку е 3X. 3X е од 360, одземаме 240. Или 3X е 120 степени. Значи, 3 вредности на X се 120, а 1X е 40 степени. Задача 2. Одреди ги непознатите агли
од дадените цртежи. Повторно да видиме што ни е дадено на цртежот. Аголот алфа 52, аголот X, аголот X. Аглите што се дадени на цртежот имаат заедничко теме и образуваат нивните краци заедничка права. Значи збирот на трите агли формира рамен агол или даваат збир од 180 степени. Да го запишеме тоа со алгебарски израз. Така, значи аголот X плюс аголот X плюс 52, 180 степени. Да упростиме. X и X, тоа е 2X, плюс 52, 180. Треба да пресметаме колку е ова 2X. 2X ќе биде еднакво кога од 180 ќе го одземеме 52 или 2X е еднаква на разликата од овие два броеви, тоа е 128 степени. Само X 64 степени е големината на аголот X. На цртежот под Б да забележиме најпрво што гледаме. Имаме една права и уште една права кои што се сечат. При пресек на две прави се формираат накрсни агли и знаеме дека накрсните агли се еднакви по големина. Аголот алфа и аголот бета како накрсни агли се еднакви меѓу себе. Значи може да запишеме бета дека е еднаков на алфа или има 37 степени. Што може да видиме друго да забележиме на самиот цртеж? Аголот алфа плюс аголот гама имаат заедничко теме и краците образуваат права. Значи збирот на овие два агли е рамен агол или 180 степени. Па аголот гама може да запишеме дека може да се пресмета како 180 минус 37 или тоа е 143 степени. Задача 3. Одреди ги непознатите агли во дадените триаголници. За да одредиме непознат агол во триаголник, потребно е да знаеме колку изнесуваше збирот на внатрешните агли на еден триаголник. Да запишеме. Алфа плюс бета плюс гама е 180 степени. Ова равенство важеше за секој триаголник со внатрешни агли алфа, бета и гама. Значи збирот на внатрешните агли на еден триаголник е 180 степени. Да го погледнеме цртежот под А. Имаме на самите страни ознаки некој. Тоа ни значи што? Дека триаголникот има две еднакви страни, значи се работи за рамнокрак триаголник. Рамнокракиот триаголник, покрај тоа што има две еднакви страни, има и еднакви агли. Аголот при темето F е еднаков со аголот при темето G како агли на основата.
и овој ќе биде агол бета еднаков на 70 степени. Значи имаме агол X, агол бета и агол бета. Како ќе го пресметаме аголот X? Каков израз можеме да запишеме за да го пресметаме аголот X? Аголот X го наоѓаме кога од вкупниот збир на внатрешни агли 180 ќе ги одземиме двата агли бета. Бидејќи бета има 70 степени, ако на местото од бета ја замениме вредноста од 70, изразот ќе биде 180 минус 2 пати по 70 и ако овој израз го пресметаме, и тој производ ќе го одземиме од 180, добиваме дека X е 40 степени. Да го погледнеме вториот цртеж и да видиме што може да забележиме за цртежот под Б. Во темето на аголот М се наоѓа едно квадратче и оваа ознака исто така ни означува агол од 90 степени. Значи се работи за триаголник кој што е правоаголен триаголник. Што друго може да забележиме на цртежот? Дека страната МН има иста должина со страната МП. Со тоа што покрај тоа што триаголникот е правоаголен, може да кажеме дека тој е и рамнокрак триаголник. Значи се работи за рамнокрак, правоаголен триаголник. За рамнокрак триаголник, значи уште важи дека аглите при основата се еднакви меѓу себе. Тоа се аголот во темето N, чија големина не ја знаеме, означуваме со X. Аголот во темето B, исто така не ја знаеме големината, ја означуваме со X. И сега за триаголникот, кој што е правоаголен и рамнокрак, колку изнесува збирот на овие два агли X? Така, 90 степени, значи тие даваат заедно 90 степени и овие 90 вкупно 180. Тогаш аголот X може да го пресметаме како 90 степени делено на 2 или аголот X има 45 степени. Значи дека во рамнокрак правоаголен триаголник големините на аглите ќе бидат аголот, значи острите агли, аголот P и аголот N имаат по 45 степени и аголот во темето M 90 степени. Задача 4. Одреди ги непознатите агли во дадените четириаголници. Кога се работи за четириаголник, тоа што треба да го користиме за пресметување на аглите во четириаголникот е треба да знаеме, значи колку е збирот на внатрешните агли во еден четириаголник. Значи збирот на внатрешните агли во еден четириаголник изнесуваше 360 степени, а тогаш за првиот цртеж да видиме каков израз може да се запише. Значи аголот од 116 степени плюс аголот X плюс аголот од 84 степени плюс
аголот од 50 степени заедно даваат 360 степени. Како ќе го најдеме овде x? Значи, ако го пресметуваме x, ќе запишеме дека x е еднакво на вкупниот збир 360, одземаме збирот на останатите три познати агли. Значи, големината на аголот x ќе ја најдеме кога од вкупно 360, сите заедно имаат 360, ќе се одземе збирот на останатите три агли. И сега, ако пресметаме вредноста на изразот што го запишавме, најпрво во заградата го одредуваме збирот, тој збир го одземаме 360 степени. Значи 360 минус 250 збирот во заградата, добиваме дека x има 110 степени. Да видиме за каков четириаголник станува збор на цртежот под Б. Забележуваме дека четириаголникот има една страна дадено 3 см и една страна 6 см. Што може друго да забележиме за четириаголникот даден на цртежот? Ако ова е 3 см, тогаш може да запишеме дека бидејќи има иста ознака и ова е 3 см, страната АЕ има иста ознака со АС, две цртички. Значи, ако ова е 6, тогаш е и ова 6 см. Што значи дека за дадениот четириаголник може да кажеме дека има два пара еднакви страни. А како се викаше четириаголникот кој имаше два пара еднакви страни? Така се работи за делтоид. И сега, што друго може да искористиме, кои својства од делтоидот, за да ја пресметаме вредноста на аголот x. Така, поврзано својство со аглите на делтоидот, значи, дека делтоидот има два еднакви агли. Тоа е аголот при темето е еднакво со аголот при темето С. Значи, и овој ќе има 87 степени. Малку. Значи, ова има 87, да го напишем малку поголо. Така. Или вредноста на аголот x, пресметуваме 360 степени, минус збирот на останатите агли, значи имаме 2 пати по 87 и 1 117 степени, и ако пресметаме изразот, добиваме дека, нормално дека првин во заградите, имаме операција множење првин, кон тој производ треба да додадиме 117. Ако пресметаме, значи добиваме дека x има 69 степени. И цртежот под В, гледаме на цртежот ознаки за еднакви страни и за каков четириаголник станува збор. Точно дека четириаголникот со два пара
противни агли кои се еднакви се нарекува паралелограм. Паралелограмот, значи има два пара спротивни страни кои се и паралелни, па може да забележиме дека правата НК е паралелна со МЛ. Ако ја повлечиме и правата NM, таа представува трансверзала на паралелните прави. При трансверзала на паралелни прави се формираат 8 агли, од кои, ако трансверзалата не е нормална на паралелните прави, тогаш 4 од аглите се тапи и 4 се остри. Значи дека овај агол овде ќе има 97 степени како согласен агол со аголот од овај 97 степени. Веднаш може да забележиме на цртежот аголот од 97 степени и аголот X формираат аголот 180 степени, па може да запишеме дека аголот X се пресметува како 180 минус 97, или тој има 83 степени. Задачи за вежбање од учебникот за 7 деление по наставната програма од Кембридж на страна 196, задача 1, страна 197, задачи 2 и 4 и страна 198, задача 6. За крај ви посакувам успешна работа.